Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Започна откупот на тутунот. За цените се уште се преговара. Ротари клубот Прилеп донираше дрон на територијалната противпожарна единица Прилеп за превентива против пожари. Поради интензивни врнежи од дожд, поплавени институции во Прилеп. Утре општината организира јавна средба со граѓани на Словена. Креираме буџет за сите. Времето денеска врнежливо и постудено. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Започна откупот на тутунот. За цените се уште се преговара. Тутунарите бараат 600 денари за прва класа. Годинава имаме некаде околу тони 3-400 кила. Тутунчево е со квалитетно, исушено на време, собрано, наводнувано со капка систем. Добро е, се околу цениве би требало да биде малце повисоко, бидејќи има трошкови големи. Од џубривата. Која е реалната цена според вас? Па јас мислам некаде околу 600 денари. Прва класа да биде. Дали според вас треба да се цени според класи или се да оди во прва класа? Па јас според мене мислам тоа што е убаво да се оди како што се оди со класа. Тоа што не чини, како и да е, се гледа. Исплатливо е. Исплатливо е, да. Ланска година имав околу 800 кила. Сега колку да носите? Сега носам за почеток 14 картона. И како поминува? Се надевам за сил ќе здоди, како што ја кажам. Меѓутоа очекуваме и повисока цена. Задоволително од моментално од Тутунски, добро оди, меѓутоа чекаме повисоки цени. Само во Тутунски имате добро? Само во Тутунски, да. Ако остане вака 420 денари, што ви прави? Би препорачал да се покачи. Што е најреално. Давачките се преголеми. Ротари клуб Прилеп донираше дрон на територијалната противпожарна единица Прилеп за превентива против пожари. Работиме на подобрување на екипирањето на територијалната противпожарна единица Прилеп за поголема екипираност и обновување на опремата, рече градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски. Сакам да информирам јавноста, паралелно и вас, дека Министерството за одбрана го зголеми за оваа година значителна сума буџетот за територијалната противпожарна единица во Прилеп, со што би работеле на подобрување на кадровскиот потенцијал на противпожарната единица, да ги заокружиме законските рамки, онолку колку што е предвидено. Спомна и командирот дека треба на 1500 жители да имаме по еден пожарникар и мислам дека ќе ја достигнеме со овој буџет таа бројка, затоа што навистина беше исклучително тешко со досегашниот буџет, се дополнуваше со средства од основниот буџет за да се задоволат потребите и навистина кадровски територијалната противпожарна единица стоеше слабо на нашава општина. Дополнително нивните дејности ги извршува и во соседните општини каде што немаат организирано територијални противпожарни единици. Со закон мораме затоа што сме најблиска единица која што треба да работи. Новие слушнавте бројките се фрапантни, тоа е во просек ако земеме по две интервенции во текот на денот, односно по 2 гаснења на пожар, но нивната мисија согласно современите текови треба да биде повеќе хумана,
да личиме на една посовремена поевропска држава, да намалиме со бројот на пожарите, иако во моментов не е, упатувам апел до сите граѓани да внимаваат со нема играње со огнот, да внимаваат при особено важно е на пожарите на отворено за земјоделските површини, од тука настануваат големите пожари. Ги упатувам апел до сите земјоделци да внимаваат со користењето на алатката за подобрување на квалитетот на земјиштето со горење на оние површини кои што страничтата. Целта е да ја опремиме технички противпожарната единица во Прилеп со еден дрон кој е на некој начин задолжителна опрема на секоја современа таква единица во светот. Целта е да прават извиди, да им се олеснат извидите на лице место кога имаме шумски пожари, но и за градските пожари, бидејќи сме сведоци во изминатите години на голем број шумски пожари, нели добар дел од шумскиот фонд настрада. Сметаме дека со едно вакво техничко средство ќе се олесни организирањето на гаснењето на пожарите. Поради интензивни врнежи од дожд, поплавени институции во Прилеп. Поради интензивните врнежи од дожд, во делови на Прилеп забележани се проблеми со апсорпција на атмосферската и фекалната канализација. Ова доведува до задржување и создавање водени површини на коловозите и тротарите. Денеска интервенираше екипата од територијалната противпожарна единица во прилепските институции кои беа погодени од поплавата. Добро, подготовката оди во координација со кризниот штаб на општината, со дирекција за заштита и спасување, со центарот за управување со кризи. Така да сега не е период на пожари, сега може да настанат поплави. Сме во тековна, да речем, координација, еве моментално се вади вода во објектите, онде Фондот за здравство, Управа за јавни приходи да се санира проблем. Утре општина Прилеп организира јавна средба со граѓаните, насловена "Креираме буџет за сите". Јавната средба со граѓаните ќе се одржи во 19. Јавната средба со граѓаните за активно учество за креирање на буџет на општина Прилеп за 2026 година ќе се одржи утре на 19 ноември среда во 18 часот во Собраниската сала на општина Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска врнежливо и постудено. Утрово најстудено беше во Берово 4 степени, а најмногу дожд падна во Лазарополе каде се измерени 22 литри на метар квадратен. Прилеп беа измерени 3 литри на метар квадратен. Времето утре ќе биде претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, локално со услови за невреме со засилен ветар и појава на ретки грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветар од јужен правец. Максималната температура ќе се движи во интервали од 13 до 18 степени Целзиусови. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.